Нелегалниот влез на мигранти на македонска територија продолжува. Стотици мигранти секојдневно се обидуваат да продолжат кон Западна Европа, а само дел од нив успева да ги фати полицијата. Според извештајот на Организацијата за човекови права Хелсиншки комитет, минатата недела се депортирани 80 мигранти кои биле затекнати на патиштата близу Гевгелија. Станува збор за државјани од Мароко, Пакистан и Египет, кои се вратени на грчка територија. Покрај нив, полицијата фатила и комби со мигранти близу струмичкото село Раборци. Еден од криумчарите е приведен, додека другите двајца успеале да избегаат. Тие пренесувале 26 мигранти од Авганистан кои се префрлени во центарот во Визбегово. Активистите од невладините организации потенцираат дека криумчарењето е засилено по затворањето на балканската бегалска рута, а криумчарите наоѓаат нови патишта за да избегаат на полицијата. Со смената на законот на некој начин беше организиран протокот и колку толку со помош на здруженијата и на државните институции им се даваше асистенција да им се олесни нивното патување. За жал, со затворање на балканската рута, на сцена настапија пак криумчарите, така да се уште има секојдневно илегални преминувања и случаи на малтретирање на бегалците од страна на криумчарите. Во моментов во транзитните центри во Гевгелија и Куманово има помалку од 300 бегалци и мигранти. Минатата недела во кампот Винојук имаше 133 бегалци, од кои 18 побарале азил во Република Македонија.